Здраво! Добре дојдовте на тестот на Фенгон 600. Наследничка на еден од клучните модели на кинеската автомобилска индустрија на македонскиот пазар, односно наследничка токму на тогаш ДФСК Глори 580, денес Фенгон 580, тоа е друга приказна, меѓутоа во секој случај станува збор за еден модел кој што е од важност за имиджот кој што воопшто го имаат кинеските автомобили, автомобилите од кинеско производство на нашиот пазар и меѓу нашите возачки и возачи. А зошто се појавувам тука од опашот, буквално од опашот? И автомобилската приказна секој завршува тука од опашот, во багажникот. Се појавувам затоа што на овој тест го поставувам прашањето дали внатрешните вредности на еден автомобил се тие кои што решаваат, кои што се решавачки, за да се просуди дали некој автомобил е добар избор или не, или сепак надворешните вредности, површината, изгледот, надворешниот дизајн, можеби големината. Е тоа што создава најсилен впечаток и понатаму во секој поглед, во секој подрачје на автомобилот се раководиме според тоа убедување дека тоа е убава кола и дека се е убаво. Се ни се чини убаво. Сега поаѓам по спротивниот пат, значи од внатрешните вредности. Да предпоставиме дека не знаеме како изгледа Фенгон 600, иако увозникот веќе известно време е активен на друштвените мрежи и очигледно е дека е тоа модел на кој што најмногу му се придава значење и важност во моментов во ABC Brother, значи увозникот. Познато име, патем, не е тоа ништо ново кај нас. И да предпоставиме дека не знаеме, може би е грд автомобилот надвор. Да видиме прво какви се внатрешните вредности, па понатаму со тие впечатоци да видиме како ќе ни се чини автомобилот. Може би ќе ни изгледа убав, може би ќе ни изгледа грд, може би ќе добиеме негативни, лоши впечатоци, нема нешто да ни се допадне, меѓутоа кога ќе го погледнеме автомобилот од надвор, одеднаш се ќе ни се изгледа. Уште сега може да се донесе заклучок дека ова е вообичаено богато опремен автомобил. Панорамски покрив со електрично отворање, 7 седишта и електрично ракување со задната врата. Да видиме што нуди. Ете така, ништо не се гледа од грдиот автомобил. Пред себе прво што гледам секако, тоа што прво ми остава впечаток е дигиталниот кокпит. Значи, последниот крик на автомобилскиот дизајн, на внатрешниот автомобилски дизајн, дигитални инструменти, се состои од екран за инфозабавниот систем, кој што е со прешник од 12,3 инчи, и дигитални инструменти кои што имаат прешник од 10,7 инчи. Тоа е неважно, значи апсолутно е неважно дали е 12,3 или 11,7, едноставно се добива впечаток дека е послужено доволно, дека некој не закинал со тоа што вградил помали дисплеј од колку што требало. Значи импресивно убедува. Тоа што е позитивна страна, една од позитивните страни, значи јас кинезите ги нарекувам менаџери за трошоци, скусувачи на трошоци, уништувачи на трошоци. Значи некој се сетил дека нема потреба двата екрани, патем секаде се вградува два екрани, нема ниту на едно место нема еден екран кој што е од 28 инчи па да се протега по цела ширина, значи секаде се два екрани, и сега некој се сетил во Фенгон да не ги покрива со една плоча која што ќе биде скапа за изработка, за вградување, за производство, за што и да е, и го оставил овој рап тука меѓу двата екрана без да го покрива под заедничко стакло и за да се создаде некаков лажев впечаток дека тоа е еден дисплеј. Имам
убава изработка на табла. Навистина елегантна табла, која што освен со големите инструменти дигитален кокпит, како и да го наречеме. Значи, остава впечаток со елеганцијата, со отмената изработка. Значи, да, ова пипачи што се, ја ги нарекувам пипачи на коли, значи кои што оценуваат дека некој автомобил е добар или некој ќе тропнат вака и они по тоа оценуваат добар е автомобилов. Смешно, барем. И да, има одреден слој мека пена која што да изгледа убаво, отмено, пријатно, да. Вградени се на многу места, значи е дарежливо, широкоградо е применуван овој, значи на изглед алуминиум или хром, значи со убав финиш, мек некој финиш. Сатенски ефект, чинам дека тоа го нарекуваат, и тоа што навистина остава многу убедлив впечаток е оваа дрвена, значи налик дрвена плоча, која што секако дека тоа е печатен материјал, тоа е пластика, вештачки материјал, меѓутоа многу убедливо изгледа како дрво. И дури не е студено, значи дури до кога ќе се допре материјалот е пријатен. Значи да, целата табла е обложена од еден до друг крај, е покриена со тој украсен панел, украсно дрво, вештачко дрво, па и средишната конзола и изгледа убаво. Значи тоа е тоа што остава впечаток. Големиот дисплеј, масивната примена на овие метализирани површини, детали, акценти и дрвената плоча и средишната конзола. Средишната конзола е многу поршеовски изведена, значи е ергономски е изработена, секако е изработена ергономски врвно, со тоа што место обични прекинувачи, притискачки прекинувачи кои што обично се вградуваат во автомобилите, Фенгон решиле да вградат преклопници. Односно тоа се, јас ги нарекувам преклопници, тоа се значи прекинувачи кои што ротираат околу некоја оска и тоа е многу невообичаено. Обично овие копчиња се користат кога треба да се, кога има повеќе опции, значи, например, да, еве и за драйв мод, за избор на начин на режим на возење има ист таков прекинувач и обично се користат овие прекинувачи кога има повеќе опции на избор. Сега тука се применети за целата, за сите команди, сите функции кои што се поставени на средишната конзола се вградени овие прекинувачи и тоа е необично. Необично е, меѓутоа не значи дека некој заштитил, туку напротив направил повеќе, затоа што овие прекинувачи се многу попријатни и профункционални за ракување, меѓутоа се, верувам, и поскапи. Има и убаво средено поле кое што е изработено со, значи, истиот финиш, овој сатенски ефект, значи ова поле за ракување со климата и тоа што имав забелешка и предходно кај Forting T5 Evo, значи некако многу чудно сакаат кинеските производители да ја поставуваат таа плоча полето за ракување со командите за климата, сакаат да ја постават под агол под кој што секој се појавува некоја рефлексија и не се доволно читливи. Значи да, не е потребно да се има таква читливост за тоа што човек по известно време стекнува рутина и знае точно која функција каде му е, меѓутоа забелешка, за тоа забележувам, што секогаш аголот е убав, пријатен, да, меѓутоа можело да се изведе малку по-различно осветлувањето. Нема забелешка во поглед на ракувањето, функционалност и изработката, туку едноставно во тоа што не можам да видам дали некоја функција е вклучена или не, односно светлото не можам да го видам. Зошто зборувам? Затоа што кога ми е вклучена рециркулацијата, морам да се поместам од местото за да видам дали ми е вклучена рециркулацијата или не. Задната клупа на грдиот автомобил. Просторноста
остава секако впечаток, позитивен впечаток, има многу простор за нозе. Субјективно, значи мој впечаток е дека клупата би можело да биде малку повисока, меѓутоа има многу пријатен агол за да бидат испружени нозете. Значи тоа е целата поента зашто да испружени треба да бидат нозете, затоа што ако седите вака на долго патување, се замарат повеќе нозете отколку ако се испружени. Мислам, тоа е секако нешто што се подразбира, банално, меѓутоа чисто да подсетам. Зошто е важно да бидат испружени нозете? Нормално. Вишината одговара, има многу простор за глава, иако е вграден стаклен покрив, значи многу има, навистина има многу простор за глава, веројатно тоа е било намерата или можеби за некоја кинеска кошаркарска репрезентација е изведена, инаку многу луѓе дури сега сватија дека кинезите не се толку ниски луѓе, па да ги прават автомобилите малечки. И назад просторноста е сосем вред, значи може да се поместува аголот, можам да го наместам поисправен или повеќе залегнат, значи да, може да се залегне убаво, многу пристојно. Во нормална позиција и може да се мести по должина клупата, значи па може многу да се мести по должина, а зашто е тоа важно, зашто го има овој многу голем од, чинам дека па може би има и 10 сантиметри од, сигурно, може би и повеќе. Зошто е важно? Затоа што има и трет ред седишта. Соборувањето, пристапот до третиот ред седишта е многу покорисно да се прави од таа страна. А како се пристапува до третиот ред седишта? Без многу сила, без потреба да се применува многу сила и одговара. Ми се чини дека седнувањето ќе биде многу комотно. Требаше да биде многу пострашно, меѓутоа навистина има простор назад. При проектирањето е сосем јасно дека некој предвидел овој автомобил да има 7 седишта, значи не е тоа додадено затоа што пазарот покажал потреба за да се понуди таков модел со 7 седишта, туку некој од старт го развивал овој модел за да има 7 седишта. И по праговите. Праговите се тие кои што отсутството на високи прагови е тоа што прави седнувањето да биде лесно и просторноста е сосем пристојна. Да, откако ќе ги подигнам подпирачите за глава, затоа што мора да се спуштени, сепак не е толку висок подпирачот назад, нормално. И сега, може би не би требало јас сам да го изведувам ова, за да не се заклучам сам себе си. Ама има простор. И пријатно е, не е како во Тесла модел Y, чинам каде што е смешно изведено присуството на двете задни седишта. И многу пристојно. Значи, одушевен сум, навистина сум одушевен, изненаден, накај одушевен од тоа што ете и за малку погабаритен човек е изводливо седнувањето на третиот ред седишта, кој како заслужил. Единствено, значи, е изведено тоа што пристапот, значи предвидено е пристапот да биде од десната страна, затоа што оваа површина е тешка, голема, масивна на седиштето и нормално што од оваа страна е изведен тој пристап. Пристојно. Навистина. Сериозно. И убаво. Лизга. Значи да, можам да го вратам целосно. Ете го. Многу простор. Кабината е, ако оценуваме со оцени, школски 5+.
И багажникот на колата, што може би е грда или нема да не се допадне. Значи колава може би е грда, меѓутоа има голем багажник. Така се соборуваат седиштата и тоа е изобилство од простор. И не само што има многу простор, туку е и рамен простор. Сега, треба да се внимава малку, затоа што тука има може би звучна придружба, звучна заднина, имам овчички тука. И треба да се внимава што се остава врз овој дел од гепекот, значи забележувам и за тоа. Оваа плоча не е доволно издржлива, дебела, цврста за да издржи покрупен куфер или товар. Долу се наоѓа простор кој што е изведен, значи ова е сабвуферот, и алатот, значи лежиште за алатот кој што е изведен во стиропор. Значи би сакал тоа да биде изработено сепак од пластика, односно ако тоа веќе толку решава околу цената, тогаш ќе мора да се купи тој данок, дека ќе мора да се внимава што се остава врз овој дел. Тука врз седиштата нема никаков проблем, тука може да се остави многу тежок товар, едно кутре ми се израдува нешто. И да, овде може да се остави што било, меѓутоа овој простор мора да се внимава. Меѓутоа е просторно, убаво изработено, пластика која што може би да, ќе трпи траги од користење ако не се внимава, меѓутоа сето тоа може да се изведе. Сепак се работи за автомобил каде што и цената игра улога. Соборувањето на задната клупа исто така едноставно, значи го прикажав веќе. Тој таа постапка ја прикажав како изгледа. Да, тоа е се добива, значи рамна површина. Да, малку е комплицирано што не е изведено, например, да, сега и ергономски е неблагодарно да се соборува клупата од тука, од оваа положба, меѓутоа, ете, може би некогаш би имало ситуацијата ги со овчичките, може би имало ситуација во која што ќе има потреба да се пристапи од тука во исправувањето на оспособувањето на третиот ред седишта, меѓутоа не е предвидено, значи, не се сеќавам дека и постои некаква попрактично решение. Значи да, врвката, да, тоа е уште од времето, уште Версо, Toyota Verso го имаше тоа. Значи еден толку отмен автомобил и кај него го имаше овој принцип. И еден подетален приказ. Воланот е изведен со два краци во стил на Шкода. Не е копија, туку едноставно во истиот стил. Изработката е многу благородна. Обрачот е обложен со повеќе делови, значи на оваа облога. Има и убаво изведена обшивка, сјајни површини со во црна боја, истиот овој мат метален фениш го има, фенгон гордо се пишува. Тоа е материјалот што убедува, значи внесува малку отменост во внатрешноста. Дури и нарачките го има, значи тоа е нешто што другите производители ќе го прикријат, ете излезе дека денес токму кинезите си го почитуваат тоа, затоа што некогаш беа набедувани во наводници дека не работат доволно квалитетно, сега тоа е драстично сменето. Тоа е материјалот што остава многу убав, позитивен впечаток, значи да се работи за
имитација на дрво, нешто што би го сретнале во Мерцедес, меѓутоа не изгледа ефтино, туку изгледа изработено, дизајнирано. Значи не е навредливо. Нешто кога ќе ви го понудат како копија, а е ефтино, излегува кич, не може да излезе нешто подобро. Овде е, навистина, убаво, изработено и човек не му пречи, туку токму напротив го прифаќа тоа како еден дел од автомобилот. Тоа е полето што забележав дека во одредени, кога светлото паѓа под одреден агол, не се читливи полињата, значи да, јас би сакал да биде читливо полето кога е вклучена рециркулација, ја има оваа површина, значи нормално сето тоа е амортизирано, убаво изведено, значи изработката е импресивна, значи навистина остава впечаток. Класична рачка на автоматски менува со тоа што паркинг позицијата треба секогаш да се има предвид дали е можеби во П или во Р вклучена, значи малку сепак треба да има една дистинкција во одот и тоа се полињата кои што, односно прекинувачите кои што се изведени со малку по скапа и по отмена изведба отколку класичните притискачки прекинувачи. Значи тоа се еден вид преклопници. Тука има втора преграда, исто амортизирана, отворање на средишната преграда, нема нешто да запне. Значи се е изведено многу благородно. И формата одговара, значи на средишната конзола е таква што ја подпомага функционалноста, односно се одликува со функционалност, не пречи, и внесува елеганција. Многу пристојно. Значи, токму внатрешноста е таа што убедува во овој автомобил, односно оваа кола. Електрика на седиштето, тоа веќе се подразбира. Не треба ни да се прашува во оваа класа на понуда на Фенгон, некогаш ДФСК, Донгфенг Сокон, односно сега е Фенгон. Седиштата се обложени меко, значи материјалот е пријатен, не пречи, ја нема онаа структура на грубост, на крутост што ја имаше некогаш Скај материјалот, тоа што луѓе од моја генерација го доживуваат панично кога ќе им спомне некој Скај, значи ова е материјал кој што нема да изгуби еластичност, крутост, да распука ефтино, туку издржува, да. Меко се обложени седиштата и тоа ќе го забележат луѓе кои што бараат седишта меки, не германски цврсти седишта, ќе им се допадне. Изработката на вратите исто, значи деталноста, посветеноста во изведувањето на деталите убедува, остава убав впечаток дека тука човек во оваа куќа кога ќе во оваа марка кога ќе ги остави парите, добро ги оставил. Обложен, оваа површина е обложена меко, значи тука се подпира раката, значи тоа е битно површина. Меко обложено. Обрабени прекинувачи, дури и во Еолус Шайн, што беше претходно на тест, го има ова. Значи кинеските производители вложуваат многу за да се ослободат од тој глас дека произведуваат ефтино. Далеко е од тоа. Далеко е, навистина далеко. На сите површини, на сите детали е внимавано. Многу убедлива изработка. И ова е масивно заштитени прагови од валкање. Ете, тука се гледа, значи денови ве врне и тоа е се што може човек да добие на ногавиците или на чорапите или на сукња кога ќе седне во ДФСК, а тоа е ништо. Значи никаква нечистотија, се е заштитено. Од совозачка страна, огромниот дисплеј, елегантната конзола, изгледа навистина како
Нема да претерам ако кажам и како премиум автомобил. Со возачкото седиште, електрика, нормално. И просторот на задната клупа на колата, што уште не знаеме дали е убава или не. Ете колку е просторот за колена. Можам да однесам напред клупата, значи и пак ќе има некој сантиметар екстра, значи има многу простор. Посебни отвори назад, приклучоци USB, преграда, истата изработка што е изведена во предните врати се повторува, во 100% се повторува и назад, значи нема закинување. И тоа што исто така е стандард во оваа класа на модели на Фенгон, стаклениот покрив. Дури најосновниот модел што го имаат во понуда, а тоа е новиот Eolus Shine, е достапен во изведба со стаклен покрив, каде што следува и автоматски менувач и паркинг сензори, дигитални инструменти и многу англиски фонт Welcome. Hi, И I'm ета, Lori. I'm happy to be with you. да. Ете колку си ги почитуваат своите клиенти во кинескиве маркиве од Кина. Дисплејот може би не убедува со некоја специјално моćна графика или брзина. За брзината не знам, може би работи доволно брзо. Меѓутоа има се што му треба на човек. Сега под овој агол се е во ред. Меѓутоа, ете, некогаш се погодува, во некое време од денот се погодува да биде нечитливо некој од овие полиња. Нема оставено обична пластика, односно обичен вештачки материјал. Се е обработено или доработено, па дури и оваа половина од горниот панел на кокпитот е обложен со мек материјал. А тоа внимание најмногу се забележува тука. Значи, на овој спој на дрвото, значи на оваа имитација на дрво, на успешна имитација на дрво и на ова имитација на кожа. Меѓутоа, иако се работи за имитација, добра идеја и поздравена идеја е тоа да се понудат вакви детали, вако финиш, завршница во модел кој што е наменет за најширокиот пазар. Значи да, тоа сепак се многу пари, меѓутоа помалку отколку што би побарале другите производители. Исписот на основните копчиња за ракување со радиото не е многу најјасен, значи ставено е плюс и минус, што одвај дека се забележува тука и личат како некој да го коригирал тоа, како автомобилот да влегол, да бил пуштен во производство, па некој да рекол додајте ги тие детали, односно додајте ги за европскиот пазар. Да, малку е нејасно, додека човек се навикне. Значи тоа се првичните искуства, кои што со тек на време, како што човек си го користи автомобилов како свој, ќе навикне на такви нешта. И кога сме кај завршницата, ете како изгледа копчето за стартување на моторот. Со внатрешните вредности што ги поседува, Фенгон 600 веројатно ќе убеди многумина дека тоа им е добар избор на автомобил. Односно, возачките и возачите, купувачите, кои што даваат вредност на просторноста, посебно на фактот што Фенгон 600 функционира безпрекорно и како 700 и во поглед на пристапот и во поглед на просторноста. Понатаму, купувачи што придаваат важност на елеганцијата,
на убавото чувство, на грижливата изработка. Значи, тоа е големото изненадување. Секако на добрата опременост и на промислената функционалност. Значи, на класичниот состав на внатрешни вредности, на тие купувачи, веројатно ќе им биде многу помалку важно прашањето како изгледа Фенгон 600. Односно, тие би прифатиле веројатно и автомобил што однадвор не изгледа толку убедливо. Натрешните вредности се доволна причина за луѓе да се решат за овој автомобил. Неважно е дали колава е убава или не. Меѓутоа, како всушност изгледа Фенгон 600? Може би пак целава приказна е сосем безсмислена. Може би автомобилов, може би колава изгледа убаво. Ова е убава кола. Уште малку. Само уште малку да се осигураме околу внатрешните вредности, односно околу возните својства, околу автомобилските квалитети, околу возењето на Фенгон 600. Може би таму нешто ќе не разубеди во овој автомобил. Возењето во Фенгон 600 ќе го споредам со еден друг автомобил кој што беше на тест неодамна, исто така од кинеско производство и од концернот Dongfeng, групацијата Dongfeng, односно со Forting T5 Evo. Фенгон 600 и Forting T5 Evo се во основа слични според моќноста, опременоста, големината. Меѓутоа, во поглед на конструирањето се два сосем различни автомобили. Прво се стекнува впечаток дека 600-кава амортизира за нијанса по-круто, по-грубо и за нијанса по-гласно во споредба со T5 Evo, со Forting T5 Evo. И може да се стекне впечаток дека ете, ќе помисли човек да амортизацијата нешто заостанува Фенгон 600 во споредба со T5 Evo. Меѓутоа, од таа причина возам по вакви патишта, по овие мои омилени патишта, по кои што веројатно во текот на денот 50 на возила ако поминуваат. И тоа во екот на сезоната. Меѓутоа, тука на вистина се гледаат сите предности, сите квалитети, сите недостатоци и пропусти што ги имаат автомобилите. Секој автомобил е добар на автопат, на право. Секој возач е добар возач кога ќе притисне на автопат и вози 200, додека не треба да се сопре или. Меѓутоа, тука се гледа карактерот, вистинскиот карактер. И затоа и возам овде, за да донесам објективен суд за тоа какво е подвозјето, однесувањето на Фенгон 600, односно возните својства. Тука на места патот е многу оштетен. Значи, буквално нема асфалт и се гази односно се минува по земја. И тука радува тоа што при конструирањето е земено предвид дека некој ќе сака Фенгон 600 да го користи и како SUV, значи како теренски автомобил, секако не за пробивање по непроодни терени со погон, затоа што и нема погон на сите тркала, нема кадена диференцијали, нема чуда и туку има само погон напред, меѓутоа амортизацијата, клиренсот и други параметри прават. Значи, Фенгон да биде способен теренски автомобил, значи за возење по груб терен, по несовршен пат. Значи тоа што може би ќе биде погласен за нијанса, сепак зборуваме за нијанси. Тоа што ќе биде погласен и по крут во поглед на амортизацијата, овој Фенгон 600 го враќа со тоа што е сосем возлив во несовршени услови патни, во
несовршени патни услови. И тоа го прави all-rounder, односно автомобил за значи друг автомобил тука би реагирал многу погрубо, многу покруто и суво. Значи тоа е онаа реакција сува кога амортизерите доаѓаат до границата на одот, значи толку име моќта и се слуша оној непријатен, груб, застрашувачки за собственик на автомобил звук кога амортизерот ќе дојде до границите. Еве и тука. Значи сепак тоа се добро димензионирани амортизери. Крајов патем е фантастичен. Македонија во септември. А има ли подобро место? Не само во септември. И совршено, одлично, многу позитивен впечаток ми остава тоа. Во почеток на вистина бев малку скептик, зошто реагира толку. За нијанса. Че сепак зборуваме за нијанси. На ваков пат, тоа е. Веќе надоместува за се. Моторот е моќен, секако. Кој да било модел од ABC Brother од оваа класа, значи било да е Fording T5 Evo или Fengon 600, тоа се моќни машини со 175 конски сили. Ќе објаснам малку повеќе и за моторот. Значи, ова е собствен мотор, собствена конструкција на Fengon. Значи, тоа не е мотор кој што е препишан, туку буквално 1000 инженери работат на развој на таков мотор, а тоа не има проблем на кинеските концерни, барем сега гледаме кога условно напаѓаат во Европа, гледаме колку се моќни финансиски. И сите најавија дека ќе градат фабрики откако ЕУ им се, односно мислеше дека ќе ги исплаши, ќе го блокира, запре увозот на електрични автомобили од Кина со тоа што ќе им воведе високи царини, а кинеските производители одговорија со тоа што ќе градат фабрики. Што ќе градат фабрики за локално, значи во Европа, каде што царините ќе бидат без никаков ефект, никаква смисла. Верувам дека тука на овој дел од патот ќе покажам каква е динамиката во возење на Fengon 600. Тука е многу помек, помазан асфалтот. Ова е голема нагорнина, значи големо искачување. И иако е во еко-програма, моторот, односно интелигенцијата менувачот нема да обезбедат динамика што ја барам. Че тука и асфалтот е за нијанса помазен. И тоа верувам дека прикажува една динамика што не е за подценување. Секако мора да се има предвид дека секогаш во возењето, тоа секогаш кажувам, во возењето секогаш треба да биде подготвен возачот дека нешто може да излезе. Не може никогаш да се биде опуштен во возењето. И еве, тука е мазен асфалт, голема брзина, кога неравнените добро ги кешира амортизацијата, значи се добива она мазно, пријатно чувство, крстосувачко чувство. Да, треба известно време додека свикне човек на
управувањето што не е секогаш толку директно и со толку силна повратна информација како што е кај европските производители, односно ајде нека кај Volkswagen, кој што предничи во тој поглед. Меѓутоа, откако ќе свати човек, откако ќе свикне на карактерот во возењето, на однесувањето, на одликите на управувањето, може да се вози подинамично. Нема никакви прашања во поглед на можност дали има резерва или не, се уште на координа. Менувачот е 6 степен класичен автоматик со претвораш на вртежен момент, значи не е менувач со двојна спојка, е од Hyundai, од концернот Hyundai. Сега тука веќе доаѓа земјопад. Еврата, че ова е навистина груп пат. Ова веќе како заборавил тој што го конструирал патот, веројатно не знае дека постои уште патов. И прекрасно место. Би било добро кога овде не би имало толку многу комарци како што обично има. А да видиме како изгледа автомобилот, зарем не? И конечно да видиме дали ќе ни се допадне колава и надворешно. Прекрасно, зарем не? Фенгон 600 изгледа многу поубедливо од кој било друг кинески автомобил претходно, значи кинески во наводници, автомобил од производител од Кина. Ова е многу комплетен, завршен, изрел изглед и дизајн. Значи, не е оставено ништо на случајот, се е доработено и се е доискажено. Секако дека не е ова никаква копија, туку е Фенгон 600. Ќе го препознаете на улица, исто како што и Т5 Ево. Ќе го препознаете, има и интересен детал со светлата во Volkswagen стил. А тоа е светличката лајсна што ги спојува светлата и прави линија по целата ширина на каросеријата. И по тоа дополнително ќе се познае. Значи, навистина тоа што остава впечаток е хармонијата, доискажаноста во изгледот, во дизајнот. Овие црвени детали не изгледаат депласирано, кичасто како и да е, исто како што и маскава. Па одамна маски со оваа големина не изгледаат пренападно, туку некако автомобилската сцена се навикна да ги гледа тие детали. Еве го и ова, затоа велам дека е доискажано и се е доработено. Оваа површина не е оставено недостилизирано. Ова елемент може би од Opel, неважно. Меѓутоа, навистина изгледа импресивно, убедливо. И мора да изгледа убаво, затоа што станува збор за кола што чини 30.000 евра. Тоа е далеку од малку пари, значи тоа е заработка која што предвидува подготовка, години подготовка додека човек може со нормален труд. Значи сега не ме земајте толку за збор, меѓутоа, ете кариериста на човек кој што ќе му се погоди кариерата и после неколку години подготовка, штедење,
доаѓа до 30.000 евра и треба да ги даде за еве ваков автомобил. Зошто би ги дал некој за ваков автомобил? Затоа што изгледа вака, затоа што функционира така и затоа што тоа е вредна инвестиција. Не е прв автомобил кој што чини 30.000 евра, кој што кинески автомобил и кој што си нашол своји купувачи на македонскиот пазар. 600. Најславната бројка во историјата на автомобилизмот, која што секако се поврзува прва со Мерцедес 600, односно супер автомобилот, супер лимузината од 60-тите години, Мерцедес 600. И уште колку кругови и да завртам околу Фенгон 600, пак ќе биде истиот впечаток. Има и фини детали кои што прават возилото да не изгледа како сапунче. Значи, навистина е внимавано, оваа лајсна е вградена и добро е влежиштено сето тоа. Значи, навистина и во тој поглед е добра изработката. И овие споеви исто така се многу добро изведени. Каросерискиот зјај, од кога немаме погледнато каросериски зјај кај еден автомобил. Значи тоа се веројатно 3 милиметри. Звукот на македонската природа. Задните светла користат OLED технологија, значи тоа е технологија која што овозможува мала длабочина на светлата. Значи не одзема многу простор. Покрај тоа, значи тоа е одлика на технологијата, покрај тоа што значи изгледа хомогено, изгледа целото светло, нема отстапување или губење на интензитетот кон рабовите, тука изгледа како цела површина да свети. И тоа што појдов да го објаснувам. Тука од оваа нова светлина се забележува колку е коцкест опашот. А зошто изгледа така? Да, навистина, во споредба со другите, со останатите возила, изгледа дека е малку по-коцкест. А зошто е тоа така? Секако дека мора да има. Затоа, заради 7 седишта. Значи, предходно кажав дека назад има многу искористлив и практичен и пријатен простор за седење и меѓу другото и поради тоа. Значи, доколку тука би било стеснато, би бил одземен тој простор и би се одземал и од просторот за патници. И пак, уште една позитива за конструирањето на Фенгон 600. Глори 600 поседува еден за 5 литерски бензински мотор со турбо надполнење и секако директно впрскување на горивото, кој што секогаш доаѓа во комбинација со 6-степен автоматски менувач, класичен автоматски менувач со претвораш на вртежен момент, значи не менувач со двојна спојка, од Hyundai. Hyundai е добавувач на автоматскиот менувач. Потрошувачката при не толку резервирано возење на тестот изнесуваше нешто над 9 литри, 9,5 литри. Без посебна грижа околу штедливост и сепак мора да се земе предвид дека е нов автомобил кој што низ со километрите како што ќе напредува, значи сепак се 1000
200-300 км поминати, со текот на времето потрошувачката ќе се нормализира, значи ќе се спушти таа вредност. При многу подинамично возење може да се постигнат некаде 10 литри, меѓутоа возач кој што ги едноставно го милува економичното возење, го сака економичното возење, тогаш може да очекува вредност од 8 литри. Значи, овој мотор е благодарен за штедливо возење. Ќе им возврати на возачите што сакаат и што знаат да возат економично. Зошто е тоа така? А посебноста на моторот е во тоа што користи така наречен Милеров циклус на работа, секако амортизери 2. Користи Милеров циклус на работа. Што е суштината? Значи, тоа е во основа автомотор како секој друг бензински мотор, меѓутоа, главната разлика е во тоа што вшмукувачките вентили. Значи, затвораат малку подоцна во споредба со класичниот принцип. Што се постигнува? Се постигнува со тоа што кога клиповите од долната мртва точка ќе почнат повторно да се качуваат, значи да се движат кон горната мртва точка и да ја набиваат смешата, која што понатаму ќе се запали, значи светичката, откако ќе се компримира таа смеша, светичката се вклучува, пали смешата и тоа е работниот так. Значи, што е поентата? Бидејќи останува отворен смукувачкиот вентил некаде околу третина од одот, смешата се потиснува, работната смеша, смешата од гориво и воздух, се потиснува, дел од неа влегува и во смукувачката гранка. И што значи тоа? Тоа значи дека во основа се продолжува постапката, значи согорувањето, процесот на согорување се продолжува и во таа фаза. Односно, се намалува притисокот, се намалува енергијата, која што моторот треба, силата која што моторот треба да ја потроши за да ја набие таа смеша. Значи малку се намалува таа енергија, значи таа сила и на тој начин се постигнува да согорувањето биде подолго во споредба со набивањето на смешата. Тоа е наједноставен, најпластичен пример, станува збор сепак за многу сложени процеси, меѓутоа во основата се постигнува поштедлива работа на моторот. И доколку се почитуваат началата на штедливото возење, може да се очекуваат многу радувачки вредности на потрошувачката на гориво, односно 8 литри не би биле воопшто проблем. А реално се 9, може би 9,5, 10, во секој случај, значи, се што е под 10 за автомобил со оваа големина, со оваа моќност и со оваа, значи, престиж, практично не е тоа основен модел, секоја вредност е сосем разумна. Моќноста во основа, моќноста со Милеровиот, со примената на Милеровиот циклус на работа се смалува, меѓутоа, затоа денес го имаме турбонот полнењето, механичкото полнење, значи турбонот полнењето без разлика, значи еден од тие два принципи. Го спомнувам механичкото компресорското надполнење, затоа што во времето кога е развиен Милеровиот циклус, тоа се 60-тите години, тогаш беше хит тој механички компресор. Денес се користат турбокомпресори кои што таа работа ја вршат многу поефикасно во споредба со механичките компресори. И, значи, се намалува моќноста со Милеровиот циклус, меѓутоа, тука е турбината која што понатаму произведува моќност, ја дава таа моќност. Еден 5-литарски мотор, многу мина ме прашува, еден 5-литарски мотор нели е мал за таа моќност и за таа тежина и за таа моќност од 175 конски сили? Не. Значи, мора да ги отфрлиме тие предрасуди околу малите мотори, сепак еден 5-литарски мотор, да, може би без турбо надполнење навистина би бил мал пред 20 години за таа моќност и за оваа тежина, меѓутоа денес имаме турбо надполнење кое што е практично во 90% можеби од моторите што се произведуваат современи работи. Така што
турба над полнењето мора да се свати дека турба над полнењето е тоа кое што надоместува за работната зафатнина, кое што го произведува, значи вртежни помет притисокот и станува нерелевантно тоа дали моторот е 1 5-литарски или можеби 2-литарски мотор, би требало да биде по-соодветен за оваа моќност. Не, турбината е таа која што решава и која што надоместува за работната зафатнина, затоа што денес целта е да се постигне ниска потрошувачка, односно мала емисија на CO2, а токму тоа, тој даунсайзинг за кој што се зборува подолго од 2 децени во автомобилската бранша, значи тој даунсайзинг го постигна тоа и ја има таа цел да се смали работната зафатнина, да се надомести отсуството на работна зафатнина со турба над полнење и се со цел да се постигне пониска емисија на штетни гасови. И тоа е целата приказна. И што да правиме со автомобилеве од производителите од Кина? Дали тоа е тренд? Дали можеби ќе стивне тој тренд, ќе се изгуби? Можеби европските купувачи немаат толку интерес како што очекувале производителите од Кина дека ќе се покаже за овие автомобили и овие марки? Што јас ги почитувам секако? Не. Кинеските автомобили не се никаков тренд, туку веќе е сосем известно дека ќе останат на пазарот затоа што си ги изградија вредностите, се докажаа како национална индустрија. Значи, купувачите веќе знаат што да очекуваат, дека тоа не е само цена или многу опрема или голема кола. Не. На луѓе им се допаѓаат кинеските автомобили. Од било каква причина. Не мора да биде само цената или само опременост или противвредноста. Тоа што сега се случува со производителите од Кина, трет пат се случува на светската автомобилска сцена. Значи не е само Европа. Во 70-тите, 80-тите, 90-тите години, главното движење, главните промени на светската автомобилска сцена доаѓаат од јапонските производители, кои што главно притискаат на технологија, напредна технологија. Тоа е време кога многу звучни технологии и секако делотворни доаѓаат. Јапонските производители, значи го градат тоа време, одземаат од присуството, од уделот кој што им припадал на германските, француските, италијанските производители, британските, шведските. Потоа во 90-тите години, значи некаде во втората половина од 90-тите години, доаѓаат корејските производители. Доаѓаат Kia, доаѓа Hyundai и доаѓа уште еден производител кој што денес повеќе не постои, а имаше многу впечатливо присуство на европскиот пазар. А тоа е DU. Ние го нарекуваме и повеќе го знаат како Daewoo. Секако тоа е марката која што се проби прво со Тико. Меѓутоа подосна дојде до тоа да се продаваат и големи лимузини од типот на Елеганце или солидни машини. Понатаму прерасна во Шевролет. И што се случува? Значи потоа дојде тој бранд на производители од Кореја, кои што останаа. Дел од нив се изгубија, меѓутоа дел од нив останаа и изградија едно присуство кое што е многу впечатливо денес, тоа се Kia и Hyundai секако. Меѓутоа, дали можеби не останува простор за автомобили од кинеските производители, далеку од тоа. И јапонските производители изгубија од уделот и од името кое што некогаш го уживаа на европската сцена. Денес Honda е одвај дека има некој повпечатлив модел кој што се продава или конкурира во некој важен голем сегмент, за разлика од 90-тите години, од раните 2000-ти години, па до пред 10 години. Mitsubishi исто така се повлече од
од европскиот пазар, продава во на северноамериканските пазари и продава во регионот пикап и продава во југоисточна Азија, таму е моќта. Меѓутоа, значи, такви едни моќни марки се изгубија. Mitsubishi, Honda, Subaru, од корејските производители Chevrolet, значи исто така, секогаш ги има тие движења кои што секогаш има некои промени на автомобилската сцена. Зошто го спомнам Chevrolet? Односно Chevrolet. Затоа што овој Фенгон 600 го гледам токму на местото, го гледам токму во онаа позиција која што своевремено ја имаше Chevrolet кај нас со верзијата на Opel Antara тогашно, односно тоа беше Chevrolet Captiva. Значи, се повторува во многу нешта, секако оди многу понапред. Значи, Chevrolet Captiva беше многу поедноставно изработена, меѓутоа им се допаѓаше на луѓето затоа што добиваа голем автомобил, моќен автомобил со големо име. Ова нуди многу повеќе. Фенгон 600 нуди многу повеќе отколку што своевремено нудеше Chevrolet Captiva, која што постигна фантастичен успех, па дури имаше еден период кога се продаваше со бензински мотори, кои што беа префрлувани на автогаз, меѓутоа цената тогаш решаваше многу. И овој Фенгон 600 гледам дека би можел, значи не дека би можел, туку има голем потенцијал да го пополни тоа место кое што некогаш пред многу години се тоа секако и припаѓаше на Chevrolet Captiva и слични модели. Зошто прашањето околу тестот на Фенгон 600 се темелеше врз внатрешните вредности? Затоа што кога првпат ја видов во салон Фенгон 600, навистина остави солиден впечаток. Убава кола, значи заокружена, како што спомнав, со дизајн за кој што секој потврдува дека му се допаѓа и дека тоа е успешен изглед. Нема човек што рекол не е убава. Меѓутоа, вистинското изненадување и вистинската потврда, сериозноста на Фенгон да освојува дел од пазарот со овој модел, се потврди дури откако видов што е тоа што го нуди во внатрешноста. Односно, внатрешните вредности се тие што убедуваат. Може би, доколку разочараше внатре, или доколку беше на ниво од пред 10 години или 20 години, може би, сето тоа што го прикажува на дворешноста, убавиот изглед, сето тоа ќе пропаднеше во вода. Меѓутоа, вистинското убедување го даваат внатрешните вредности. Значи, еден комплетен автомобил, во секој поглед. Фенгон 600 е трајно решение. Значи, автомобил кој што има резерва да служи како семеен превозник, како бизнес превозник или воопшто како автомобил во генерална смисла долги години. Не само во поглед на издржливост, туку и во поглед на функционалноста која што ја поседува и во поглед на актуелноста и технологиите што ги има. Каков и да е аспект, просторна кабина, функционална, добро изработена, значи го побива оној факт, оние предрасуди дека кинеските автомобили се лошо изработени. Не, токму изработката и солидниот впечаток се тие што навистина импресионира. Фенгон 600 е заокружена целина како автомобил. Значи, нуди квалитети кои што се очекуваат во секој подрачје. Не е тоа само големината, опременоста, моќноста и цената на крај. Туку има вредности кои што очекува човек да ги добие од еден автомобил кој што чини толку и кој што треба да биде добра инвестиција за наредни 10-20 години, па веројатно и повеќе во македонските стандарди. Јас го нарекувам автомобил плюс еден. Значи, се што очекувате да видите и да добиете во ваков автомобил, добивате плюс едно. Може би да, има плюс две седишта, меѓутоа,
символиката е таа. Плюс едно автомобил. Во се има нешто плюс. Па, дури и во климатизацијата, ете ќе спомнам токму климатизацијата, затоа што се случуваше, значи, во текот на тестот, кога ќе отворам врата, да слушнам дека работи вентилацијата. Затоа што септември, значи се уште се температурите високи, сега можеби денес тоа не ми потврдува времето, не ми ја потврдува таа приказна дека се високи температурите, меѓутоа ниту на момент не начекав внатрешноста да биде премногу топла или да има застојан воздух. Значи секогаш имаше нешто пониска температура и пријатна миризба на воздухот. Зашто? Затоа што ја поседува климатизацијата, поседува, значи самостојно го менува воздухот и ја разладува кабината кога ќе се надмине одреден праг на температура и на заситеност на воздухот. И затоа велам дека е автомобил плюс едно во се. И во поглед на возните својства, во поглед на динамиката, можеби не е толку комфортна како Forting T5 Evo. Таму навистина комфорот е напишан со огромни бројки, меѓутоа тоа што го покажува предност Фенгон 600 се е отпорноста, издржливоста, стоичкиот карактер кога ќе се излезе надворот убав асфалт, мазан асфалт и ќе се појде по патишта кои што некој ги заборавил. Такви има многу кај нас и за авантуристи, значи е автомобил што не ограничува. Значи представува избор, иако значи изгледа елегантно, иако изгледа представително, сепак е автомобил кој што ќе издржи и возење помалку неблагодарен терен. Не тежок терен, затоа што сепак станува збор за возило кое што има само преден погон. Меѓутоа, во поглед на клиренсот, во поглед на димензионирањето, проектирањето на подвозјето и воопшто крутоста на каросеријата, Фенгон 600 издржува и такви услови на возење. Комфорот, да, секако. Моторот е за нијанса погласен во споредба со Forting T5 Evo, еден навистина импресивен автомобил, меѓутоа предноста на Фенгон е во тоа, во динамиката, во асфалт, во динамичното возење, во поголемата вклученост на возачот и во способноста да се излезе и по терен. Автомобил кој што верувам дека понатаму ќе има и други поводи да се појави на тест, затоа што постои негова изведба што се води спод ознаката E5, а тоа е плагин хибрид, приклучен хибриден погон, за кој што возникот ABC Brother ветува многу интересна цена, практично цената би била на ниво приклучен хибрид, значи автомобил кој што ќе може веројатно, сега немам податок, меѓутоа кој што ќе може сигурно околу 100 километри да помине чисто електрично, ќе биде достапен по цена, по доплата, како што е разликата меѓу бензински и хибриден модел. Навистина, автомобил што заслужува да биде наследничка на Glory 580, кинескиот автомобил кој што ги смени гледиштата, ги промени од корен гледиштата на нашата сцена кон автомобилите, кон продукцијата, автомобилската продукција од Кина.